Polog, kotlina vkleštena među planini od site strani, koja so vekovi go privlekuvala vниманието на разни патеписци, географи, етнографи и геолози, поради плодноста пред се и поради незиното минато. Името Подлог му е дадено на Polog од старите Словени, бидејќи котлината била под лог, то jest подситна шума и пасишта, кои денес ги нема во изобилство како некогаш. Географски, Polog се протега од изворот на нашата најголема река Вардар до неговиот влез во Жеденската клисура, на цели 75 км должина и со површина од 1670 квадратни километри. Географски е мощно интересен. Очите на посетителот уживаат во раседните линии на надвиснатите карпи крај река Пена, која забрзано ита кон рамнината откако добила замав од страмините на опеаната Шарпланина. Познатиот географ Цвиич тврдеше дека абразивните траги потегнуваат од неогенот. Тие настанале со разни тектонски пореметувања, поради што и се создало некогашното езеро во Polog. Историски гледано, Polog бил крстопат на разни патишта, правци и интереси на Балканот. Бил објект на ограбувања, разурнувања и на тешки војни од римјани, византијци, турци и други завојувачи уште од најстарите времиња. Според римскиот историчар Тит Ливије, тие датираат од првиот век пред нашата ера, за што постојат траги. Административен центар на со минатото кој одумира, се губи дури конечно сосема не се загуби. Преостанатите дуќани занаетчии на некогаш масовните занаети, кои биле животна нужност, сега се надживеани. Ги отфрлиле и времето и луѓето, оставајќи им само тесен животен простор овде или во музејските витрини. Гостивар постепено, но сигурно се извлекува од преградката на минатото. Центарот го украсува парк. Некогашниот гостивар го будел и успивал градскиот часовник, кај кој денес е центарот на градот. Со децении се разлегал одсечениот звук низ полошката котлина од овој градски часовник, постепено отчукувајќи го и својот животен век. Горниот дел од оваа тврдина, каде што бил часовникот, го одзело времето и бурите кои ги донесувале и ги испраќале времињата. Останал само долниот дел, како осамено дрво за да подсетува на големотурското владење и на неговата архитектура, која во империјалниот Балкан се одликувала со масовност и затвореност.
И ова куќа во која живее Гостиварецот Сотировски ги носи одликите на таа архитектура и се смета дека е најстара во Гостивар. Гостивар порано обилуваше со вакви градби кои денес ги нема. Нивното место го зазедоа современи градби. Меѓу старините во Гостивар е и црквата на плоштадот која е вистински украс на градот. Не пројавивме интерес за нејзината старост, бидејќи очигледно дека од поново време, а е поставена тука за да биде на видно место, како што на времето и доликуваше на овие верски институции. Но затоа пак се упативме кон старото црквиче, кое патописците го поистоветували и често го поврзувале со населбата Гостивар, бидејќи се смета дека е старо колку и градот. Навистина тука постоела и друга црква, на која оваа изгледа и ја одзела споменатата слава и достоинство. Крај оваа стара црква наидовме на обичаи прифатени од паганското време. Тоа се покриени гробишта, што не е карактеристично за христијанската вера, а уште помалку за православната религија. Оваа навика се одомакила и се шири. Во овие гробници дури се уведува и струја. Во кругот на гробиштата е и гробницата на Илинденец, кој самиот за живота си ја подигнал. Старата црква е потоната во зеленило. Скриена е скоро од сите страни. Изградена е во 1851 година на местото на црквичето од времето на постанокот на Гостивар. Содржи икони и мозаици изработени од реканско-мјачките тајфизографи, кои зад себе оставили иконостаси во многу македонски цркви, а работели во другите земји на Балканот, Грција, Романија, Бугарија, на млатрешното уредување на црквите. Горни Полог постигнува сестран развиток, особено во материјален поглед. Жителите се македонци, албанци и турци, кои со заеднички напори постигнуваат значајни успеси. Во областа на индустријата, синоним на тој напредок е фабриката за одноопнори материјали Силика, фабриката за мермер, тука и Електромаврово и низ за други помали објекти. Индустријските капацитети се реконструираат и прошируваат. Гостиварскиот мермер го среќаваме на многу згради во Републиката и надвор од неа. Горнополошките терени се богати со мермери, доломити и кварцити, додека експлоатацијата на манган, железо, молибден и бакар во иднина треба да отпочне. Меѓутоа сепак Гостивар, а со него и Горни Полог, е најпознат во светот по изворите на најголемата река Вардар, кои се наоѓаат во селото Вруток, недалеку од тука. Селото го добило името по овие извори од кои блика вода од земјината утроба, но сепак не во толку силни млазеви кои предизвикуваат однос како спрема голема река. Таа тоа не е, и кога тече низ Гостивар, прв град на својот тек, кој му дава посебна убавина. Голема река Вардар станува дури по 100 километри од тука, кога со својата брзина и ширина остава силен впечаток. Тука, меѓутоа, најмногу е задржана убавината која на реката и го дава зеленилото. За Полошко поле таа значи живот. Обилно го натопува преку системот за наводнување и ја зголемува неговата плодност. Ова поле е познато по производството и квалитетот на житните култури, особено на пченката, на кромидот, граот, зелката, јаболкото. Селото Вруток, првата населба низ која поминува Вардар, е често посетувана токму поради изворот на реката. Најмногу од ученици, а и од други љубопитци кои сакаат да го видат Вардар на самото извориште. Селото е населено со албанци и македонци кои во среќно заедништво живеат со векови. Него не можеле да го нарушат ни искушенијата при окупацијата на овие краишта за време на Втората светска војна, ни порано. Комунистичката партија во овој крај беше доста активна, а успесите на Мавровскиот партизански одред се рефлектираа на целото Полошко поле.
Споменикот на истакнатите првоборци од овој крај, крај жуборливата река, најдобро зборува за волјата и увереноста во крајниот успех, кој за жал мораше да биде проследен со жртви. Мавровските хидроцентрали за горни полог и пошироко од него имаат посебно значење. Тоа е систем од 3 хидроцентрали – Вруток, Врбен и Равен. Во пространите подземни хали рамномерно работат хидрогенераторите кои произведуваат преку 400 милиони киловат-часови електрична енергија годишно. Во овие хидроцентрали дотекуваат преку подземни тунели долги 9 километри водите од Мавровското езеро, во кое се акумулираат околните реки на планина Бистра, кои и го создадоа Мавровското езеро. Во предпријатието Електромаврово во Гостивар не информираа дека езерото е долго 10 километри, широко 3, а длабоко 50 метри. Најголема река, која ги акумулира водите во езерото е Радика, која со изградбата на Мавровскиот хидроелектросистем го смени својот слив од Јадранско море, во кое се влеваше порано преку Брим, сега, истекувајќи преку Мавровското езеро во Вардар, се влива во Егејското море. Целиот машински систем на Мавровските хидроцентрали е подземја. Под неонско светло се следи работата на турбините и се одвива животот на група стручни луѓе на овој систем. Ги нема многу, бидејќи е сета работа механизирана. Надвор е разводната мрежа, која ги снабдува потрошувачите со скапото бело злато во републиката и надвор од неа. Од нивната водна сила се покренуваат хидроцентралите Вруток, Врбен и Равен. Во последниве години им се придодадени шарските води, така што со нив знатно се зголемува производството на електричната енергија. Цртежот покажува дека покрај реката Радика хидроцентралата Врбен се напојува и од шарските води, за кои е создадена мрежа канали, додека од водите на Мавровското езеро, чија акумулација е зголемена, работат прво хидроцентралата Вруток, која е и најголема во овој систем, а потоа на истите води работи подолната хидроцентралата Равен. Така се опфатени водите на широк радиус и нивната сила се претвара во нова електрична енергија, чија благотворност е незаменлива. Макотрпна беше изградбата на Мавровските хидроцентрали. Покрај градежните предпријатија, во изградбата учествуваа младинци и младинки од цела Југославија и странство. Прилика е да се подсетиме дека тоа беше прва крупна младинска работна акција по ослободувањето во Македонија. Затоа со право и денес се вели дека Мавровските хидроцентрали се нивно дело. Мнозина кои учествуваа во оваа акција што траеше повеќе години, ќе се присетат на радостите и задоволствата што ги даваше таа, на ползата што има од неа и на придонесот што го вградија во овој систем. Круна на нивните напори беше пуштањето во погон на Мавровските хидроцентрали што го изврши свечено председателот Тито со сечење лента. Тогаш другарот Тито одржа и говор во кој му даде признание на сите учесници во изградбата за придонесот што го дадоа, како и за значењето на системот на хидроцентралите за индустриализацијата и електрификацијата на земјата, која тогаш беше во полнек. Нашите луѓе подоцна градеа и поголеми и посложни објекти и системи. Во тој поглед нашата земја се афирмира и во светот, но сепак, на луѓето им е во најдраго сеќавање работата на овој систем, бидејќи тој беше првенец. Затоа, во 1957 година е поставен релјеф кој уметнички ја изразува и големината на објектот и човечкиот придонес во неговото создавање. Поставен е во карпите на брегот, под кој со години се биеше жестоката битка со земјата.
На страмините на Влајница, во незините поли е Новосело, едно од најоддалечените села во гостиварската комуна. За разлика од селата во Полошката котлина, тука се живее од многу малку земја распарчена во планинските превои и од малку добиток. Природата била шкрта, па луѓето ги натерала да се занимаваат со правење кошеви за пченка. Со овој занаед се одржува селото. Се сечат во планината филизи од леска, која има во изобилство, и се плетат кошеви со чудна умешност, вештина и брзина. Ова е традиционален занаед кој на новоселчани им останал во наследство од повеќе колена назад, па тешко може да се оттргнат од него бидејќи им дава можности за живот. Ова село во народно-освободителната борба често беше мета на балистичките банди. Конфигурацијата на теренот е погодна за препади и ограбувања. Постарите селани живо се сеќаваат на честите налети на разбеснетите балисти и на ограбувањата и малтретирањето на ова мирно и мощно гостолюбиво население. Мавровскиот партизански одред тука водеше борби со балистите, а спомен плочата подсетува на жртвите што ги даде во тие борби. Во борбите учествуваа и селаните. Тие со гордост ги носат одликувањата. Плочата е поставена на асфалтниот пат, веднаш под селото во спомен на четворицата партизани и шесмината кои беа одведени во тиранскиот затвор и таму обесени. Извесен број новоселчани се иселени во Гостивар. Меѓутоа селото не е пусто. Во секоја куќа останало по едно семејство за да живее од дедовскиот занаед. Целата планина е обрасната со дрвото леска кој дава долги, прави и еластични прачки кои лесно се виткаат. При сечењето селаните водат сметка за подмладувањето на дрвото. Тие тврдат дека е дури потребно вакво селекционирање кое наместо природно што е побавно се врши со човеково учество. Леската расте брзо како коприва, велат селаните, и за час се извишува филиза од нова прачка. Сезоната на правење кошеви трае преку целата година. Бидејќи немаат доволно земја, луѓето прават кошеви кои ги носат и продаваат низ полок и подалеку, одат дури во Прилепско. Макотрпна е нивната работа. Се плете прачка по прачка на создадената рамка, дури не се загради. На еден кош се работи 15 до 20 дена. Луѓето ни малку не се задоволни од цената, бидејќи за секој кош добиваат по 80 до 100.000 стари динари. Приликите ги тераат да бидат среќни ако ги продадат изработените кошеви. Пожаране е друго ридско село од Горнополошкиот регион. При споменот асоцира на песната Благуњо дејче пожаранче. Ова е ретко убаво село на падините на Шара. Со децении назад е опатено со напредни идеи. Тука постоела една од првите земјоделски задруги во Македонија, чија зграда уште постои. Ја формирал учителот Тодор Петровски. Селаните со благодарност се сеќаваат и на учителот Јосип Зезула од Хрватска, кој во 30-тите години создал тамбурашки оркестар, фолклорна група и фудбалски клуб. Тука, на научна основа, се подигнати лозијата и овошните градини и се пошумувани голините. И денес се видни трагите од овие дејности. Тамбурашкиот збор е формиран негде 33-34 година по иницијатива на селскиот учител Јосип Зезула, родом од село Крижевци кај Беловар, Хрватско. Он беше надарен музичар. Не заинтересира цела омладина, дадовме приредба во Тетово и во Скопје, во официрски дом. Други спорт немаше, осим ова и со фудбал кој се бавеше ова село. Sakam da te vidam ja. Otvoraj mi džami penđer, sakam da te vidam ja.
пенџер кога не те сакам ја. Што дотворам џавли пенџер кога не те сакам ја. Тумчевиште ја немало среќате како другите горнополошки села да поседува доволно од оваа богата земја, па морало да се ориентира на нешто друго од кое може да се живее. Тоа биле црепните од кои лебот испечен под вршник е мек како памук. Се работат без алат. Него го заменуваат нозете и рацете, по чии движења зачas се заокружува замешаната земјина маса во идеално округли црепни кои се сушат на сонцето, а потоа печат во специјални фурни. Како повеќето други, така и овој занает изумира, бидејќи луѓето и од селата денес купуваат готов леб од продавниците. Луѓето од Тумчевиште се борат вештачки да му го продолжат векот на својот занает, разнесувајќи ги и гласно рекламирајќи ги црепните низ цела Македонија. Ги купуваат малку луѓе, иако чинат само 4000 стари динари. Ги купуваат само оние кои куриозно сакаат на моменти да се преселат во минатите времиња, но тие се малку. Сепак, луѓето тука работат упорно и стрпливо. Не сакаат да ја изневерат традицијата од која имаат малку полза. Горни Полог во археолошки поглед представува арсенал, но за жал има малку видливи траги кои можеме да ги покажеме. Повеќето ги покриле ораниците на селата во подножјето Влајница, Бистра и Шара, а мал број експонати отишле во музеите. Дебреше е најстаро село во Горни Полог. Среде селото е споменикот на загинатите борци од последната војна, а веднаш до него траги од гробиштата од прастаро време. Гробиштата се зарастени во коприва и малку може да се види нешто од нив, иако представуваат значајно археолошко благо. Во 1965 година, во една археолошка ископина од средниот век, тука се најдени 3 урни од домашни садови слични на оние од ископините во Пелагонија, со траги од пепел, што зборуваат дека во тоа време мртвите се кремирани. Во старите архиви се споменуваат археолошки белези од тука. Првото село на Горни Полог Седо Градец, граничното село со Долни Полог. Тука постоела населба Градиште, по која и селото го добило името. Римскиот историчар и патеписец Тит Ливие го споменува Градиште како населба меѓу првиот и вториот век пред нашето време. Градиште заедно со неколку други села и со градот Осмејка и Тетово ги разурнал македонскиот крал Персеј при ослободувањето на Полог. Сите овие археолошки старини сега ги покрива земјата. Селата од Горни Полог се поврзани со убав асфалтен пат, кој поминува низ сите села од подножието на котлината. Археолозите сметаат дека овие терени треба детално да се испитаат, бидејќи кријат многу историски вредности. По некој експонат од време на време се откопува од ораниците или кога се копаат бунари. Во селото Градец, сред село стои потпрена плоча од римско време и чека проучување и сместување во нашите музеи. И во селото Неготино има локалитети од доцното Римско царство и рано-византинскиот период од 4 до 6 век. И за него сказната за археолошкото благо подземје се потврдува. Мнозина при орањето најдувале на стари монети, со кои си поигрувале и ги фрлале, не знаејќи за нивната историска вредност. Селаните од Неготино подигнаа културен дом, кој ќе представува можност за културно издигање на младите за нивно собирање и воспитување. Тука се зборува со голем восхит и гордост за овој дом и за неговите можности. Соседното село Врапчиште е најголемо село во овој регион. И тука луѓето работат со здружени сили. И македонците, и албанците, и турците, кои од памтивек живеат заедно. Тие со заеднички напори воведоа струја и водовод и со заеднички средства купија ваљак и ги асфалтира улиците на селото кое добива градски изглед. Никој не отсуствува од доброволната работа и самопридонесот со кој се решаваат виталните проблеми на селото сврзани со неговиот материјален напредок.
Досега граѓаните на село Врапчиште користеа разни бунари, пумпи, вода што не беше чиста и добра за пиење. Во 1974 година ние во селото донесовме водовод и тоа со местен самодопринос. Сега моментално работиме на изградбата на селските патишта и ова година распишавме самопридонес, од кој мислиме да собереме околу 50 милиони стари динари. Купивме наш ваљак, камен носиме од асфалтната база во Маврово и планираме да сите селски патишта ги поправаме, ги уредуваме. Бидејќи жителите на селото се припадници на 3 националности, во осмолетката која го носи името на првоборецот од Мавровскиот крај Чеде Филиповски, наставата се изведува на македонски, албански и турски јазик. Чајле, Форино, Симница, Балиндол и другите села од другата страна на Горен Полок под Сува гора се исто така економски напредни. Со нив се заокружува сликата што се добива при кратка посета, од која е основен впечаток несомнениот прогрес во секој поглед.